Мирна ноќ имаше овде во Виена. Би кажала дека она за кое што јавуваа колегите од Истанбул, Александар Видиновски и Игор Четиновски, навистина една сосема друга слика. Јас вчера во неколку наврати споменав дека мене ми делува Виена како да е во моментов на друга планета, додека од Истанбул доаѓаат навистина трагични и страшни вести, овде од Виена едноставно доаѓаат навистина убави вести. Синоќа 2017 ја пречека неверојатно голем број на луѓе овде во градот, огромен број на жители на Виена, огромен број на австрици кои што се упатиле кон главниот град на нивната држава, меѓутоа особено забележителен беше огромниот број на туристи кои што беа најмногу од Италија, од Германија, од Шпанија, имаше многу Срби, имаше и многу организирани тури од кај нас од Македонија, имаше многу голем број американци кои што слушале за Виена и едноставно одлучиле дека пред новогодишниот и новогодишниот период е вистинскиот момент да уживаат во незините убавини, во сето она што таа има да го понуди. Во продолжение предлагам да погледнеме атмосферата и сите оние инсерти кои што ние до доцна во ноќта, односно до раните утрински часови ги снимавме низ улиците на Виена. Огнометот го снимавме од Радхаусплац, навистина едно прекрасно место каде што е таа преубава катедрала која што ќе видите во позадина ке огнометот. Тоа е веднаш до Бургтеатарот. Небројано многу народ имаше таму, се помина повторно ќе кажам во многу елегантна, во многу префината атмосфера, весело, меѓутоа се беше умерено, веројатно онака како што и доликува на Виена. 2017 и јас и снимателот ја дочекавме со звуците на огнометот, меѓутоа и со звуците на симфонијата на убавиот син Дунав од Јохан Штраус помладиот. Еве атмосферата од синоќа од улиците на Виена. 3, 2, 1, Happy New Year! Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg und ein friedliches neues Jahr. Од златната сала на Музикферајн бил пренесуван во 90 земји ширум светот, а го следеле 50 милиони гледачи. Билетите за концертот за 1 јануари се движат од 35 евра до 1090 евра, меѓутоа оваа сума ќе ја платите доколку имате среќа да ви изберат на лотаријата која што се одржува цела една година пред концертот. Интересно е тоа да споменам дека информација која што јас не ја знаев претходно, меѓутоа ја дознав вчера, 18.500 евра, таа е сумата која што се движала таа сума се движале билетите за новогодишниот концерт лани на Виенската филхармонија, 18.500 евра билети за она што се случува овде на 1 јануари на Црниот пазар, на вистина бројка која што веројатно доволно зборува за тоа колкав престиж е да седите на 1 јануари во златната сала на Музикферајн. Она што е интересно е тоа дека
кога веќе зборувам за билетите, би сакала да споменам дека веќе од утре ќе почне аплицирањето за билетите за следната година, некаде до крајот на февруари, а во март ќе се знае кои се срекниците кои што ќе можат да платат меѓу 35.000 и нешто евра за 1 јануари 2018 да бидат дел од концертот. Би споменала всушност дека ние вчера имавме прилика и да влеземе во Златната сала. За жал таму не е дозволено фотографирање, не е дозволено снимање, меѓутоа еве јас можам да им ги пренесам впечатоците на сите оние кои што немале можност да влезат таму. Своевремено кога е правена салата, не знаеле толку секако колку што знаат денеска за акустиката, меѓутоа добро знаеле дека сакаат салата да изгледа неверојатно и да ги надмине сите очекувања, а очекувањата биле големи. Салата е во форма на кутија за чевли, а она што импресионира е акустиката. Ние во текот на нашиот престој во Виена имавме прилика да разговараме и со Аки Нуредини, собственик на ресторанот Соле овде во Виена, познат италијански ресторан во кој што по секој концерт овде во Музикверајн или во било кое од зданијата на операта во Виена, всушност вечераат и ручаат големите звезди како Ана Нетребко, Пласидо Доминго и сите останати. Еве во продолжение само мал дел од разговорот кој што го снимивме со Аки Нуредини во ресторанот Соле. Иначе тоа е 17. пат кога што идем на новогодишен концерт. Уживање е посебно, пошто се гледа може би и поарно на телевизија, која ќе видите од утре или како што видите да свет, али доживљај бити таму, да почнеш нова година со такав еден момент, со така класика и со тие моменти, и тоа е нешто посебно, нешто дар за живот. Би го одвајал, двајца ги би го одвајал посебно, али не да се други полоши, али тоа е Даниел Баренбајм и Марис Јансонс. Али и другите, сите кои се за тие концерти дефинитивно најдобри диригенти во светот. Тоа беше изјавата на Аки Нуредини, македонец со албанско потекло, роден во Тетовско Камењане, кој што преку Белград стигнал овде до Виена. Човек кој што е огромен љубител на класичната музика, не престанува да зборува за тоа колку ја сака класичната музика и колку со возбуда го чека секој 1 јануари, токму поради концертот на Виенската филхармонија овде во Музикверајн. Неверојатно здание кој што нуди неверојатна акустика. Јас би се одјавила уште со информацијата дека она што всушност го слушате во Музикверајн е музика во живо, едноставно нема микрофони, акустиката е толку добра што воопшто нема потреба од никаков аудиосистем за да се пренесува звукот кој што го произведуваат музичарите. Јас ја имав честа да известувам овие новогодишни празници последните неколку дена од 2016 и еве првиот ден од 2017 од Виена. Во моментов ве поздравувам од Музикверајн, од едно од најпосакуваните места во моментов во светот, концертот на Виенската филхармонија пред Музикверајн.